Тетовскиот градоначалник Билјал Касами најави нов проект кој, како што рече, треба да даде дополнително влијание во справувањето со отпадот заедно со регионалната депонија Русино. Според него можно е да почне со работа фирма која ќе работи на преработка на отпадот. Јас сум во перманентна комуникација со предпријатието, со менеджментот на предпријатието, да најдеме начин на селекција не само за шутот, туку за другите видови на отпад. Има неколку решенја кои се на маса, ќе ги дискутираме, ќе ги анализираме. Дали тоа ќе биде преку самото предпријатие или ќе одиме со јавно-приватно партнерство. Само да информирам дека има и еден друг проект кој веќе е во владина процедура. Јас треба да се видам со инвеститорите кои барат земјиште градежно во рамките на општина Тетово за да се реализира друг проект кој е за целиот Полошки регион во делот на фабрика за горење и за користење на отпадот за енергетски цели. Значи тоа е поголем проект за кој треба во текот на овие денови да се видам со инвеститорите. Според информациите кои ги има, процедурите се влезени во владина процедура, до која ниво треба да ме информираат. За одложената еколошка акција за чистење на Тетова, Касами рече дека таа најверојатно ќе се одржи во мај. Знаете дека поради случувањата во Бугарија со нашите сограѓани, ние одложивме и има друг предлог со една невладина организација кои во други градови организираат исти такви акции во првата недела на мај. Значи после првомајските празници кога луѓето ќе излегуваат на пикник за да и тој дел да се менаџира. Сме во размислување во контакт со таа организација да биде првата недела, првиот викенд после 1 мај. Во однос на улицата Страшо Пинџур, каде со месеци се чека завршување на реконструкцијата, Касами информира дека е во процедура тендерот за канализација и за вода. Значи во однос на Страшо Пинџур информиравме претходно дека се увидени неколку проблеми во делот на подземната инфраструктура. Веќе тендерот за канализација и за вода е во процедура која ќе се завршат тие процедури, значи која ќе успеваме да ги реализираме подземните работи за да нема потреба после асфалтирање пак да интервенираме, ќе се продолжи со асфалтирање и со завршување на проектот. Се надеваме дека до лето ќе биде завршен.